космоса. Почитувани присутни, драги гости, добре дојдовте во промотивниот центар на 37-миот сајм на книгата. Добре дојдовте и на штандот на Едукамак. Чест и задоволство ми од името на Едукамак, единствената специализирана издавачка куќа за деца во Републикава, да ја поздравам и да ви се заблагодарам за вашето присуство на денешната промоција на најновата книга за деца и млади, прва од ваков вид кај нас, со наслов Светот на Пангу, Нува и Белата змија, од авторката Ана Арсовска. Оваа нова книга, што денес за прв пат ја промовираме, се надеваме дека ќе го привлече вниманието на децата, младите, родителите, воспитувачите и наставниците. Илустрациите во оваа книга се на Филип Арсовски, рецензијата е на професор доктор Елизабета Бандиловска, лектурата е на Светлана Арсовска, а уредувањето и компјутерската подготовка за печат на Михајло Маказлиев. Книгата е отпечатана во сорадба на амбасадата на Република Кина во Македонија, со што упатуваме голема благодарност. За оваа драгоцена книга, улога на промотор, денеска ќе говори рецензентката на истата, професор доктор Елизабета Бандиловска. Повелете. Благодарам. Добре дојде и од мене, ме радува што имаме љубители кои што се заинтересирани за литературата за деца, за книгите за деца, особено и што имаме млада публика, бидејќи токму литературата за деца е наменета за младите читатели. Се обидам да го пренесам начинот на кој што јас ги доживеав расказите, што ги адаптирала, ги прераскажала, ги сместила во оваа убава книга, младата авторка Ана Арсовска, да го додадам впечатокот што ми го остави читајќи ги незините раскази. Пишувањето за деца, знаеме сите дека е безвременска тема, но и порив што не може да го следи секој автор. Тоа е креативен процес кој што во себе ги обединува и желбата и умешноста за пишување и истовремено представува вистински предизвик да се скроти мислата и од неа да се искраат најубавите зборови, да се напишат најубавите приказни, да се привлечат детската љубовитност и желбата за читање и за откривање на светот преку книгата и магијата на зборот. Зашто напишаното за деца се разликува од секој друго напишано. Поседува необична, восхитувачка енергија, открива богатство од вистински светови, кои што се разбирливи најчесто и единствено само за детскиот светови. Ваквата привилегија да се чекори по линијата на безвременост ја наоѓаме во творештвото на младата авторка Ана Арсовска, која што се чекорува во светот на литературата за деца и млади преку објавата на својата збирка раскази Светот на Пангу, Нува и Белата змија. Книгата содржи 30 приспособени и прераскажани кинески митови, легенди и приказни за деца, надополнети со црно-бели илустрации кои што се инспирирани од содржината на текстот. Секој расказ на многу едноставен, но сликовит начин ни ги доближува кинеското народно творештво и кинеската култура. Изобилува со елементи на фантастичното и надреалното, митското и магичното. Прикажувајќи ни ја нишката на поврзаност со кинеската митологија и астрологија, со непознатата за нас мистика на истокот, наративно и стилски приспособена кон возраста на децата. Раскажувајќи ги приказните за настанувањето на светот и на луѓето, за светот на божествата, за светот он со змејови, џинови, самовини и други надприродни суштества, за легендарната трка меѓу животните што го создала кинескиот хороскоп, за лисицата како митско суштество со надприродна моќ и со посебно место во кинеската литература. Книгата им овозможува на младите читатели да разберат како овие митски суштества и символи влијаат врз човекот, врз неговите карактеристики и врз судбинската предодреденост. Преку овие одбрани раскази, авторката Арсовска всушност ни го представува начинот на поврзување на животните со човекот како дел од длабоко вкоренетата кинеска културна традиција, што ги објаснува природата, човекот и неговата врска со универзумот. Секој расказ е посебна приказна, впечатлива на свој начин, необична и интересна, привлечна за младите читатели, за сите нас, но многу поразлична од приказните што ни се нам познати од нашето окружување и приказните кои што доаѓаат од европските простори.
Секоја приказна изобилува со необични, фантастични елементи што ги воведуваат децата во еден автентичен свет на митски суштества, надприродни моќи, бесмртноста како одлика на божествата и луѓето како смртни, обични смртници. Вечната борба меѓу доброто и меѓу злото, љубовта како предизвик и како императив да се направат дури невозможните работи. Во приказните се среќаваат мноштво ликови, реални, измислени, познати и непознати божества со необични имена. Пангу, джинот што го создал светот. Нува, божицата што ги создала луѓето. Штихе, божицата на сонцето. Леи Кунг, војводата на грмотевиците. Лисицата, создателка на еликсирот на животот. И многу други, кои градејќи го сюжетот на секој расказ, оделно всушност пренесуваат моќна порака за моралните особини и за поведението на човекот, но и ги доближуваат кинеската филозофија и начинот на живот до децата и до младите. Збирката Раскази Светот на Пангу, Нува и Белата змија од авторката Ана Арсовска представува книга што ќе ја предизвика детската љубопитност за ново авантуристичко патување во светот на бајките. Книга која на многу начини ќе допре до децата и ќе ми ја открие убавината на кинеската култура и литература. Ќе ги воведе во магичниот и мистичен свет на кинеската митологија и астрологија, ќе ми ја прикаже длабоката символика и културната важност на митските суштества и ќе ги се запознаат, читајќи книгата, секој расказ во неја. Напишана е на едноставен јазик, со јасен и привлечен стил, и како книга представува вистински водич што ќе му овозможи на младите читатели да ја доживеат и да ја вреднуваат кинеската култура, духовна традиција на еден многу впечатлив, интересен начин. Јас ви честитам на младата авторка Ана Арсовска и посакувам уште многу книги и многу успеси во идни. И пред да дадам збор на авторката, тука на денешната промоција, наша гостинка е професорката по кинески јазик Тао Џијачи, која заедно со авторката ќе прочитаат две приказни, Звездата деница и Звездата вечерница и Пангу го создава светот на македонски јазик и на изворен кинески јазик. Од книгата Во светот на Пангу, Нува и Белата змија. Повелете. Пангу го создава светот. Пред да постои светот, имало само темнина и неред, а вселената била во форма на јајце. Во тоа јајце настанало првото живо суштество кое се нарекла само до себе си Пангу. По многу години, откако собрал доволно сила и израснал како џин, Пангу се разбудил. Тој ги истегнал големите раце и нозе и го скршил јајцето. Така влегла светлината и настанал светот. Небото горе, а земјата долу. Пангу бил задоволен со тоа што го создал, но бил загрижен дека небото и земјата пак ќе се спојат и ќе се врати темнината. Затоа тој решил да ги држи разделени и тоа го правил 18.000 години. Растејќи во висина, се додека земјата и небото не биле толку оддалечени што не можеле веќе да се спојат. Ете тогаш решил да се легне и да се одмори од тешката работа. Кога заспал, веќе никогаш не се разбудил, а неговото тело се претворило во светот како што е денес. Неговата глава станала планините, неговата крв реките и потоците, неговата коса прекрасните мирисливи цветни растенија, а неговата кожа дрвјата и почвите. Неговите очи станале сонцето и месечината, а неговиот див и глас станале ветрот, облаците, громот и светкавиците. Дури и неговите пот и солзи биле корисни и тие станале дождот и утринската роса. Откако луѓето почнале да живеат на земјата, тие го обожавале Пангу и имале особена почит кон природата. Бидејќи таа е свет подарок и дел од Пангу.鸿蒙未辟之时，寰宇如乱，混沌翻涌，玄冥幽暗，忽有先天之灵孕育其中，自名盘古，全卧于太虚胎膜之内，万载观音流转。这巨人汲取乾坤精气，骨节铮铮作响，身躯暴胀千仞。某日，他兀然张目，肘击足蹬间，蛋壳轰然崩裂，霎时清浊分盘，玄黄初开，阳清之气扶摇成天，阴浊之流沉坠为地，
盘古手擎日月，足踏九幽，以巍巍万丈法相撑持天地。然出辟之势，尚如藕断丝连。盘古恐天地复合，遂立身其间，日长1丈，天每高1尺，地便厚1寸。巨人筋骨若龙蛇盘踞，呼吸吞吐间，云雷激荡。如此又历18000年，直至苍穹如碧若高悬，九地若磐石稳固，方释然长叹。终是历劫而眠，这一睡便是永恒。燃其神躯，化作山河表里，手化5岳擎天，血涌作江河奔涌，青丝散作芳草萋萋，肌肤寸寸成沃土，左目融金为日，右目翠银成月。吐纳间风起云涌，长啸时雷霆裂空，连襟上汗珠亦凝作甘霖玉露，滋养万物。后世子民立庙祭拜，见山岳知其傲骨，临江河感其精魄，一草一木皆存盘古神识，故华夏子孙世代敬畏天地。因这红尘万象，本就是创世者以血肉铸就的永恒丰碑。Звездата Деница и звездата Вечерница. Си биле еднаш две звезди, синови на златниот крал на рајот. Едната се викала Чен, а другата Шем. Еден ден тие многу се скарале и Чен го изгапал Шем. Затоа и двајцата се заколнале дека никогаш повеќе нема да се видат. Чен се појавува само наутро, а Шен само навечер, дури откако Чен ќе исчезне. Затоа се уште се вели, кога двајца браќа не живеат сложно еден со друг, тие се како Чен и Шен.星辰永绝。很久以前，天穹之上曾住着2位星君，皆是精确天地之子。兄长名为辰，幼弟唤作申。某日，兄弟争执骤起，激烈争吵间，辰失手击中了申。自此，二人立下重誓，永生永世不再相见。辰从此只肯在破晓时分踏破晨露而来，申则永远蛰伏于暮色四合之后。须待兄长身影彻底引入天光，弟弟的银辉方敢悄然漫过云间。人间至今流传着叹息：若见兄弟戏强，便如陈深永隔。银河两岸的微光，夜夜复述着这场上古时代的遗憾。Ви благодарим. И како што е ред, ја поканувам авторката Ана Арсовска да ви се обрати. Почитувани гости, драги пријатели, најпрво ви се заблагодаруваме што дојдовте во толку голем број. Многу ми е мило што ве гледам сите тука. Оваа книга е збирка од 30 поедноставени и адаптирани кинески митови. Освен што е книга, игра улога и на вид на речник. Во книгата има илустрации кои содржат по 1 до 2 кинески збора, представени со соодветните кинески знаци. За кинеските знаци има и романизација, така наречен пинјин, за да се покаже изговорот. Секој кинески збор е преведен и на македонски. Освен тоа, илустрациите се црно-бели, за книгата да може да одигра улога и на боенка за помладите читатели, но може да послужи и за возрастните кои што го практикуваат боењето како начин на релаксација. Тоа е со цел читањето да биде поинтерактивно. Книгата е ставена во категорија за деца и млади, но погодна е и за возрастни кои што сакаат да добијат мал вкус на богатата кинеска митологија и култура. Сакам да им се заблагодарам на сите соработници во овој проект. Соработката ни беше убава и тоа доведе до овој прекрасен настан. А особено од се срце им се заблагодарувам на сите присутни за поддршката, пријателството, а и за донациите. Навистина многу ви благодарам. Се надевам дека секогаш ќе се дружиме во вакви убави моменти. Прекрасно е да се има вакви пријатели. Благодариме почитувана авторке и ве честитаме за вашето прво од ваков вид ново дело. Од името на Едука Мак, топло им благодарам на сите учесници во оваа промоција, што ни беа денешни гости, зашто ни ја разубавеа оваа промоција. И за крај, од името на издавачот, авторката и промоторката, ви благодарам на сите вас
што одвоивте време и не удостоивте со вашето присуство. Сите ве поканувам да се приближите, да направиме една заедничка фотографија од овој настан, потоа да го продолжиме нашето дружење на штандот на Едукамак, за да ја разгледате изложбата на книги, да изберете книги со промотивни цени кои што ги немате во вашите библиотеки, а исто така ќе имате можност да ги купите по промотивна цена и да добиете топла посета со подпис од авторката. Честитки за сите учесници и довидување до следната промоција. Ви благодарам.